أي قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند الشروق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد. Благодарност само припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Џел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до судниот ден. Од претходното дружење, елхамдулилlah, почнахме со тефсир на едно од највеличенствените и највозвишени суриња, а воено и најдолгото, тоа е суратул Бакара. Ги спомнахме првите 5 аети и рековме дека во ова прилика, во ове дружење, ќе спомниме накратко за овие 5 својства за кои Аллах Азза ва Џелле со овие својства ги опиша на богобојазливите. Кои богобојазливи, Куранот е нивно упатство и нивни патогас. Првото од овие својства на богобојазливите, Аллах Азза ва Џелле вели: "Еллезина юъминуна бил гајб", оние кои веруваат во гајбот. Оние кои веруваат во гајбот. Што се однесува до гајб, оне што е невидливо, непоимливо. И оне што е спомнато овој курански ает, постојат различни мислења на исламските учењаци, но сите се точни и влегуваат во значењето на овој збор гајб. И затоа имате едно златно правило, дека еден курански ает или некои зборои мој да имаат повеќе значења. Па ако овие значења не се судираат едни со други, тога свите влегват во значењето на тој курански ает или на тој збор. Се преносви од Ебул Алија во врска со овие зборови на возвишениот Аллах Азза ва Џелле, юъминуна бил гајб, кои веруваат во гајбот, рекол, сега набројават работи кои се од гајб. Рекол, тие веруваат во Аллах Азза ва Џелле. Веруваат во неговите мелеци, во неговите книги, во неговите пратеници, во судниот ден. Веруваат во неговиот дженнет и джехеннем. Веруваат во средбата со него субханаху ва таала. Веруваат во животот после смртта и во проживувањето. Сето ова е за нас гајб и невидливо. Некои од овие работи се делимично гајб, како што е пратеникот саллаллаху алейхи ва саллем. За нас е гајб, не го имаме видено. Но за тие што живее со него не беше гајб. Исто така книгиве. Книгава која е со нас не е гајб, но оние книги кои беа на претходните генерации, на претходните пратеници, се за нас гајб. А имат работи кои се комплетно гајб, како што е дженнет, джехеннем и други работи. Како што се пренесува од Ибн Аббас радијаллаху анху и Ибн Месуд, дека рекле, што се однесува до гајбот, невидливото, тоа е се што е скриено од луѓето, од работите поврзани со дженнет, джехеннем и све што е спомнато во Куран. Што значи, све оне што ние не можеме да го видиме и све оне што иде после смртта, свето те е за нас гајб, за кое ни е обавеза да веруваме, и верувањето во гајбот е токму својство на богобојазливите, на оние кои се плашат од возвишениот Аллах Азза ва Џелле. Се пренесува од Абдурахман ибн Језид дека рекол: бевме седнати кај Абдулла ибн Месуд радијаллаху анху, па почнахме да ги спомнуваме асхабите на пратеникот саллаллаху алейхи ва саллем и она со што тие не претекнаа. Асхабите имаат големи предности над нас. Ми имаат претекнато во многу работи. Па вели, седнахме и зборвевме за асхабиве и во што тие нас не претекнае. Тогаш Абдулла ибн Месуд радијаллаху анху рекол: навистина
што се однесува до работата на Мухаммед салаллаху алейхи ве селем, таа беше јасна за оној кој го виде. Се колна во оној, освен кого нема друг Бог, никогаш никој не поверувал со иман подобар од иманот во гајбот и невидливото. И потоа и прочитал овие 5 ајти од суратул Бакара. Што значи, едно е да веруваш во Мухаммед алейхиссалам, а ти го гледаш и живееш со него. Но исто така е цворст и јак иман да веруваш во Мухаммед салаллаху алейхи ве селем, а само се слушнал за него и не си го видел. И ова е правото вервење на верникот. Што се однесува до второто својство. Второто својство на богобојазливите е وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. И тоа се оние кои го извршува намазот. Тоа значи дека тие, овие верници, се насочуваат со својот ибадет исклучиво кон возвишениот Аллах азза ва џел и одбиваат обожавање на луѓе или на било што друго покрај Аллах субханаху ва таала. Тие се обраќаат кон апсолутната и безграничната сила и ги спуштаат своите чела само пред возвишениот Аллах азза ва џел, пред никого други. Но што значи юқимуна? Оние кои го извршуваат намазот. Ад-Дахак пренесува од Ибн Аббас радијаллаху анху дека извршувањето на намазот значи потполнување на руку, потполнување на сеџда, читање јасно на Кур'ан во намазот, смиреност и целосна посветеност во самиот намаз. Целосност, посветеност во твојот намаз значи извршување на намазот. Имам Катада рахимахуллах вели, извршување на намазот значи чување на неговите пропишани времиња. Да го клањаш намазот во своето дотично време, не да го оставаш на крај, па после да го клањаш на борзина. Или пак и оние кои го оставаат сасвим во друго време, без да име доказ за те. Чување или извршување на намазот значи чување на неговите пропишани времиња, како и чување на абдест, земање потполно абдест, потполнување на руку и сеџде. Ове значи веќе извршување на намазот, затоа што многу од нас клањаат намаз, но имат, како што вели Мухаммед салаллаху алейхи ве селем, дека ќе има некој кој немат од намазот ништо освен фигурата. Зошто? Заради што е немарен према намазот и запоставиат овие рукној или ваџиби од самиот намаз. Трето својство на богобојазливите, на кои Кур'анот е нивно упатство, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. И оние кои даваат и трошат од она што ние ги снабдивме. Што значи дека овие верници пред све признаваат дека овие имот што го поседуваат е од возвишениот Аллах азза ва џел, а не дело на нивна собствена моќ, не дело на нивни разум или на нивни памет. Дека тие се паметни или јаки, не, туку те е исклучиво од возвишениот Аллах азза ва џел. Од ове признавање дека све е од Аллах субханаху ва таала, произлегува доброчинство на човеков према оние кои се слаби, изнемоштени, оние кои имаат потреба од створенијата на возвишениот Аллах азза ва џел. Потрошење, врача, овде на прво место се подразбира зекат, давање на зекат, потоа давање на садака и било кој вид на трошење на потиштата на хајрот и доброто. Свите овие влегват во ове својство со кој Аллах азза ва џелле ги имат опишано на богобојазливите. Вели Ибн Кесир рахимахуллаху таала, многу често Аллах џелле ша'нуху ги спојува намазот и трошењето од имотот во Кур'ан. И многу често ќе видите, кај што спомнат намаз, спомнато и давање зекат или трошење на Аллаховиот пот. Спојани со овие два возвишени ибадети. Зошто? Вели Ибн Кесир рахимахуллах, што се однесува до намазот. Намазот е Аллахово право и негово обожавање, кое во себе
содржи потврда на неговото еднобожство, содржи потврда на неговиот таухид, пофалба кон него, возвишување и славење, понизно молење и упатување дова на Аллах Азза ва Джел, како и целосно подпирање и тавакул кон Аллах Субханаху ва Таала. А додека трошењето и давањето представува доброчинство кон створенијата, значи тоа е нивно право. Намазот е Аллахово право, а давањево, зекат, садака е право на кого? Право на неговите створенија. Потоа продолжува возвишениот Аллах Азза ва Джел со четвртото својство и вели Субханаху ва Таала: وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. И оние што веруваат во тоа што ти објавено тебе, о Аллах пратенику, и во тоа што е објавено пред тебе. Објаснувајќи го ове својство, вели Ибн Каthир рахимахуллаху таала, тоа значи тие, овие верници, те потврдуваат тебе, о Аллахов пратенику, веруваат во тебе и сметае дека е вистина сето тоа што си го донел од Аллах Субханаху ва Таала и веруваат во она што го донеле пратениците пред тебе, не правејќи разлика меѓу нив и не порекнувајќи ништо од она што тие им го донеле од својот Господар Субханаху ва Таала. Значи правите верници верват во Мухаммед саллаллаху алейхи васелем и верват во све оне што е дојдено од пратеникот саллаллаху алейхи васелем, кој е го донесет од Аллах Азза ва Джел, и исто така веруваат во сите други претходни пратеници и во све оне што тие го носат од возвишениот Аллах Азза ва Джел и не прават разлика измеѓу ними. Не прават разлика измеѓу ниеден од овие Аллахови пратеници. И последното својство кој Аллах Азза ва Джелле го има спомнато во овие почетни ајати од суратул Бакара: وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. И оние кои што цврсто веруваат во оној свет, ахиретот. Ибн Каthир рахимахуллаху таала вели, односно тие имаат цврста убеденост во проживувањето и сунниот ден, во дженнетот, во джехеннемот, во полагање на сметка и во мизанот, мерењето на добрите дела. Наречен е ахира како последен. Зошто? Затоа што тој доаѓа после оваа дуња. И затоа велат исламски учењаци, после смртта на секој еден од нас започви неговиот ахирет. Започви неговиот ахирет или неговиот суден ден. Имаме два видови на суден ден: мал суден ден и голем суден ден. Малиот суден ден е после смртта на секој еден од нас, све до проживувањето. Па после проживувањето настапува, значи, правиот или големиот суден ден. Муџахид рахимахуллаху таала вели: овие 4 ајати од суратул Бакара зборуваат за описот на верниците, ги опишува на верниците. После овие 4-5 ајати имаме два само ајати кои ги опишува на неверниците. Само два ајати, доволно. А после овие два ајати имаме 13 ајати кои ги опишува на мунафиците. Што јасно укажува на опасноста од лицемерство и опасноста од тие мунафици. Вернициве се опишани во 4 ајати, невернициве во 2, а мунафициве во 13 ајати. И ове све во на почетокот од суратул Бакара. Но браќа, овие својства кои спомнавме 5 не се одделни. Не значи дека некој да имаат луѓево, туку мора да и поседуваат свите овие својства за да биде човекот прав верник во Аллах Субханаху ва Таала. Затоа не е исправно да вербиш во гајбот, да клањаш намаз, да даваш зекат, а не вербиш во оне што му е објавено на Мухаммед салаллаху алейхи васелем, или не си убеден во ахирето. Туку мора да испои свиве овие својства.
И ове е теа што нима наредено возвишениот Аллах азза ва џел, каде што велит: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. О вие кои верувате, верувајте во Аллах и во пратеникот Негов, и во книгата која тој на својот пратеник му објавува, и во книгите кои претходно ги објави. Значи, то обавезание да вервиме како во Куранот, така и во сите други објавени книги од возвишениот Аллах азза ва џел. А тој што нема да верува во Аллах, и во мелеците Негови, и во книгите Негови, и во пратениците Негови, и во последниот или судниот ден, тој далеку залутал од правиот пат. Посебно врече верувањето во судниот ден. Посебно ове својство е еден од најголемите столбови на иманот после верувањето во возвишениот Аллах азза ва џел. Ове вервење во судниот ден се темелит на твоето вервење и доверба во праведноста и мудроста на возвишениот Аллах азза ва џел. Верникот знајте е убеден и не очекви дека Аллах субханаху ва таала на судниот ден ќе изедначи пратениците со нивните непријатели. Нити пак и убиецот со убиениот, ниту зулумчарот со оние на кои му е направена неправда. Ниту ќе се исти оние кои клањале, постеле, го обожавале на Аллах азза ва џел, со оние кои му грешеле и кои му биле непокорни на Аллах субханаху ва таала. Праведниот и мудриот Аллах субханаху ва таала нема да дозволит Муса алейхиссалам и неговиот и фараонот да бидат исто на судниот ден без да имат пресуда измеѓу ними. Немој да бидат исто Мухаммед саллаллаху алейхи ва селлем и Ебу Лехеб или неговите непријатели. Немој да бидат исто на судниот ден верниците кои имаат разни тортури на ова дуња од страна на овие неверници и зулумчари, немој да бидат еднакви на судниот ден. Ове не е праведно. Возвишениот Аллах азза ва џел е праведен и праведно ќе му пресуди на секој еден од неговите робови. Имаме едно прашање на крај, пошто да скратиме, може да имате ишта или за одење, да не ви должиме многу. Имате едно прашање на крај, дали вели џиноите го знаат гајбот? А воено имате прашање дали Мухаммед саллаллаху алейхи ва селлем го знаел гајбот? Одговор бројчен ове, како што пренесвет исламски учењаци, дека џинноите не го знаат гајбот. И никој од оние што се на небесите и на земјата не го знаат гајбот освен Аллах азза ва џел. Ниту џиној, ниту мелеци, ниту Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селлем. И кој ке тврди дека го знае гајбот освен Аллах азза ва џел, дека тој е неверник, излегува од Аллаховата вера. И кој ке поверува на некој што тврди дека го знае гајбот, исто така и тој е неверник, поради зборовите на возвишениот Аллах азза ва џел, кажи, никој од оние што се на небесата и на земјата не го знае гајбот освен Аллах субханаху ва таала. Значи, никој освен Аллах не го знае невидливото на небесите и на земјата. И оние кои што тврдат дека го знаат гајбот во иднината, свето ове од гатање, од врачари и од сихирбази. Зато е потврдено од Мухаммед саллаллаху алейхи ва селлем кој вели, кој ке оди кај гатач и ке го праша нешто, само да го праша без да верува, само да го праша, нема да му биде приман намаз 40 дена. Само да го опита. Зошто? Зашто едно нивните ширикијати што и прават, тврдат дека го знаат гајбот или ја знаат иднината. Само да прашаш на ваква особа, намаз не ти се прима 40 дена. А додека вели, ако му поверви,
тога станува неверник. Зошто го порекнува збора или ги порекнува зборовите на возвишениот Аллах Азза ва Джелле кажи: никој од оние што се на небесите и на земјата не го знае гајбот освен Аллах субханаху ва таала. И ове обавеза да го знаеме секој еден од нас, и ове од основа на вервењето на муслиманиве, дека гајбот го знаат само Аллах субханаху ва таала. Зашто во денешно време искушани се можда над милиони кои се сметаат за муслимани, а кои одат и обожаваат некого кој верве дека тој го знаат гајбот или е знаат иднината покрај возвишениот Аллах Азза ва Джел, како што имат случаеви можи и жени кои велат дека му иде некој од Хасан или Хусейн или некој од асхабите кој му носи потврда и кој му носи знаци и некакви работи со кои го познаваат или ја познаваат иднината, и на овие начини момет маси толпи на луѓе. Но кога човек ќе знае и ќе е убеден дека гајбот не го знае никој освен Аллах Азза ва Джелле, нема да види измомен од вакви сихирбази и од вакви гатачи. Го моля на возвишениот Аллах Азза ва Джел да ни направи од оние со овие својства, со кои се својства на богобојазливи, и го моля на возвишениот Аллах Азза ва Джелле да ни даде упута и цврстина на Аллаховата вера, и го моля на Аллах субхана ва таала да ни соедини во Дженнетул Фирдаус заедно со пратениците, искрените, шехидите и со сите добри луѓе. Амин. Ва саллаллаху ва саллам ала набиина Мухаммед ва ала алихи ва сахби аџмаин. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.